Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Вечерва во студиото ќе анализираме сите оние случувања, најавени конгреси, одредени поместувања кога станува збор на македонската политичка сцена. И сето тоа ќе го направиме со аналитичарот Александар Ристевски, кој што ни е вечерва тука во студиото. Добра вечер, Анастасија. После локалните избори не сме се виделе да поразговараме за самите резултати, иако пред изборите анализиравме и дискутиравме. И мислам дека е добро да започнеме емисијата со вашиот став за резултатите од локалните избори, имајќи предвид дека самите локални избори своевидно беа одреден тест за политичките партии, или самите како стојат политичките партии кога станува збор во локалната заедница, имајќи предвид дека генерално секојдневниот живот на граѓаните се случува на локално ниво и сите оние секојдневни проблеми со кои што се соочува, а од друга страна резултатите според последните случувања најавуваат одредени чекори или поместување на политичката сцена. Генерално оценката на изборите и што ни покажаа резултатите? Па мене кај еден афирмиран уредник во една телевизија кога рече од каде ти толку инволвиран во се во викам, има интересна работа, викам, праксата покажала дека за разлика од многу нели поизвикани, по афирмирани или познати луѓе кои нели јавно говорат околу анализи, предвидување се, јас викам стативи ретко погаѓам, така да обично голови давам, така да праксата покажа дека обично тоа што го имам најавено или предвидено и се испоставува точно. Како еден рекапитулар ќе направам, беше интересно кога ми се смеја, кога реков дека ќе победи кандидат на ВМРО да помене во Кичево. И кажав кој кандидат очекувам пак да биде истиот од пред 4 години и дека овој пат целата митологија со праќање авиони и сето тоа дека овој пат нема да пројде. И праксата покаже дека е точно исто како што најавив дека слично ќе биде и за Брвеница, исто како што најавив за Струмица, па и за Карпош имаше многу несогласувања, неверувања, дека сум скептичен дека ќе има промена за во центар, исто така се испостави дека е точно. Статива моја беше за една чашка, но таму се случи нели и реален инженеринг, каде што македонските гласови се поделија, албанските се обединија и се случи за прв пат да има поразличен градоначалник. Бев скептичен за тоа како ќе се одвиваат бројките, да кажеме, во еден аеродром, што во втор круг пријатно ме изненади, убедливата победа, искрено, барем во аеродром очекував да биде потесно или помала да е разликата помеѓу првото и второто место, но еве праксата покаже дека сум сгрешил, исто како што беше со кандидатот за град Скопје и за останатите општини. Мојата проценка беше дека околу 50 градоначалници, излегоа дури 55. Реков дека СДСМ ќе се сведи на максимум 6-7 градоначалници, се испостави дека е точно. И исто така како што беше најавата дека дуи може да ги задржи гласовите, но нема да ги освои општините. Исто така се покажа точно, поготово проценката дека ќе го изгубат Чаирот, кој нели јас доаѓам и од каде што најголем дел од животот сум живеел, така да излезе дека проценките за тоа во најголема мера излегоа точни и го одразија во најголема мера гласот на севкупното население. Докажаа дека на обичниот народ му е смачен од петпарачки политики, потврдија дека сепак за промена, дека добар дел од гласачкото тело сака промена во понудата, поточно сака смирување на топката и сака реално опиплива понуда за тоа што му е секојдневие. Што значи тоа? Обичното население во Визбегово го интересира да му се направат улици, го интересира му се направи канализација, го интересира да има ново училиште, да има градинка и да има пристапни патишта, да нема загадување. Тоа е пример во целата држава и имам впечаток дека и локалната власт, и таа претходна и добар дел од новата која дојде, но и централната власт дека во голема мера ги слушаат пораките на граѓаните, на самиот народ, и дека се трудат да излезат во пресрет на оние најбитни, најелементарни потреби. И тоа во Скопје, ја го чувствувам, мене ми е интересно кога некој ќе ми каже, дојдовме да зборуваме ли за чистење и за хигиена. Да, имаше, на почетокот имаше како критики зошто не е чист градот и потоа кога се чистеше градот, па имаше критики. Тоа ли е темата за која зборуваме? Да, се чини како да не може никако да не се. Тоа е темата еден месец. После еден месец се очекува тоа да биде константа и се чекаат другите работи. Значи, тоа со хигиената и со чистењето, да знаете, еве, од моја страна, јас давам отстапка еден месец.
после еден месец веќе не ќе да правиме муавет на таа тема. Значи тоа мора да стане константа. Сега имаше нели притисок, мораше со акции, мораше со организирани, со групи, со масовни чистења, чистки и се останато, но после месец дена тоа мора да прерасне во еден стандард. Значи веќе никош не сме да се врати како тема. Но тие кои се делегирани од страна на градоначалникот и на советничките на Советот на град Скопје, како и професионалците во институциите кои се делегирани, тие ќе мора да воспостават ред. Јас, еве ќе ви кажам една пикантерија што ја немам кажано во јавност. Јас бев сведок каде што град Скопје заедно со паркови зеленило, комунална хигиена, улици, патишта и градски паркинг спроведо акција на санирање на една точка во центарот на градот. И јас пред мои очи видов тројца како си даваат отказ. Пред раководителите. Отказ си дадоа затоа што ги терале да работат. Тоа биле од оние што или зимале плати или немале работни обврски, а бил примен за чистач, за не знам што, го носат на лице место и еден двајца викаат, јас си одам, не работам. Супер. Супер. Тоа што до сега си примал плата не си ја заслужи. Сега во моментот ќе треба да изработи. Значи никој не ги викам директен сведок на лице место, јас го имам видено тоа пред своји очи. Напуштиле, има кој сака да работи, така. Или кој не сака да работи, па и не треба за џабе да зема пари. Барем за позиција за која плати. Рачунете се кога вас од режија или камермано да кажи, ја не ќам да или за озвучување не ќам да ставам бубици. Па што сакаш да пееш? Значи, сакам да ви кажам, стегањето, воспоставувањето ред, воспоставувањето систем и одредени стандарди кои долго време биле испуштени од раце, веќе нема, не играме така да луѓе може да се љутат, може да плачат, да викаат, но секој треба да си го сработи парчето леп најчесто што може. На крајот на криштата, вие сте на работа, јас кога одам на работа извршувам одредени работни обврски, а во слободно време може секој што сака да прави. Така да хигиената е агенда месец дена, после тоа мора да стане стандард и веќе одиме на големи проекти. Се надевам дека градот оди на средување на клучка овде во близина, која и јас и вие ја возиме мање више секојдневно, сообраќајен ред, решавање на сообраќајниот хаос и она што МВР го најави, ред во сообраќајот, пошто ова што се случува реално со години нигде не оди. Мора се стави ред. Во таа насока, имајќи и првите самите резултати од изборите, за разлика дали се на победнички или на онаа страна која што не ги добила изборите, најавени се конгреси на партиите и тоа може да се каже последователно едни по други. Да. ВМРО да помене на 6 декември, ДУИ на 20 декември, СДСМ најавува конгрес во најскоро време. Знам исто така. Знам. Што очекувате од најавените партиски конгреси? Ајде да почнеме први со Социјалдемократскиот сојуз, како во суштина втората најголема партија во македонскиот политички блок, но претрпе сериозен пораз на овие избори и веднаш после изборите имаше и оставка од подпредседателката Чупеска. И председател на градската организација, и председател на Ѓорче Петров, да, Ацевски, Галетановски. Но имаше најави на некои нови кадри кои што вака сега нови подпредседатели кои што се најавени, но генерално што кандидатот кој дебело изгуби во аеродром. Да, но што очекувате од конгресот, бидејќи не е точно најавено дека ќе биде во најскоро време, но еве ајде да анализираме Социјалдемократскиот сојуз како партија и што поратаму сега. Па повеќе од очигледно е дека Филипче како таков и луѓето околу него дека немаат намера да отстапат, повеќе од очигледно. Претпоставам дека вината ќе се обиди, како што и некоја логика, доколку ти не си отидиш, мораш други да смениш. Претпоставам вината ќе се пренеси на втори или трети ешалон, дека ќе се пренеси во главном на претседателите на локалните ограноци, општинските организации. Да, ќе се прави некаков тогаш ќе отидна карта дека го спасиле падот, иако не знам кај го нашле падот дека го спасиле, ама добро. Надеж дека ќе свикаат парламентарни избори, кои кога и да ги има и за 6 месеци, за 2,5 години кога се редовните, јас сум повеќе од сигурен, мислам од авион очигледно дека Социјалдемократскиот сојуз не може да победи, нема да победи. Нема таква апсорбциона мој да 3 пати го изголеми фондот на бројот на гласови за да го победи ВМРО ДПМН како таков. И претпоставам дека е таа надеж дека им предстои долга регенерација и обнова, дека ќе поработат на структурите и дека ќе пробаат да бидат
па не очекувам да бидат конструктивна, ќе проба да бидат деструктивна опозиција, што и да значи тоа за нив, така да немам некои големи очекувања, прашање на време дали ВМРО ДПМН како носечка владеачка партија ќе успее да реализира најдобар дел од тоа што го ветувала. Доколку го оправда очекувањето на народот и на гласачите, ВМРО ДПМН повторно ќе однесе огромна победа за 2,5 години на редовните избори, кога нели редовно и стандардно се очекува да има избори, а после таков пораз за 2,5 години од сега или порано, иако јас не очекувам порано да се оди на избори, тогаш е сосема веројатно, доколку изгубат дебело и не се покренат ни малку СДСМ како такви, очекувам дека комплетно оваа структура ќе замине во минатото, но мислам дека до тогаш ќе се обидат да опстојат на сцената, надевајки се дека токму тие како екипа ќе бидат тие кои ќе го вратат СДСМ на некакви си стари патеки. И јас немам некакви позитивни очекувања околу тоа, така да ќе биде интересно да видиме што ќе се случи. Што мислите со партискиот конгрес на ДУИ, бидејќи исто така претрпеа голем пораз, како што кажавме го изгубија Чаир. Се изгубија. Тетово не го добија, Струга ја изгубија за прв пат. Да, после долги. Го изгубија Кичево. Кичево, точно. Ги изгубија Меѓутоа Чаир го споменувам бидејќи се важеше како да е центар нели на Чаир тие никош го немале. Затоа што секогаш владееле Изет Меджити и кажете го неговиот претходник кој беше. Но пред изборите се зборуваше буквално дека тој што ќе го добие Чаир ќе има моќта помеѓу албанските гласачи. Па ние моќта меѓу албанските гласачи колку што би го факторизирало Бујар Османи. А сега нели претседателот на Пола Свет, како што се нарекуваше пред само 2-3 години, претседателот на Пола Свет, ако он не беше председавач беше Македонија, а не тој лично, ама добро. Тој велеше дека е председател на Пола Свет, председателот на Пола Свет кој викаше доколку не му била платата ќе немало што да живее, тој се сведе на ниво да не може да победи во Чаир. И после изборите рече дека сватил пораката, живо ме интересира дали ја сватил пораката, иако таа порака и јас и еден куп луѓе кои ги знаете состојбите, му ја кажува подолго време, очигледно не му била јасна порака, се надевам дека со тек на време му се разјаснува дека тој што не може ниво својот вилает да покаже и да кажеме некакво влијание и некаква моќ, џабе очекува некаква победа, иако он тврдеше и луѓето околу него дека ќе победат со дупло. Тие што малку подобро ја знаат работата, малце се насмее, ама добро, да е жив и здрав. Значи, прашањето сега на конгресот на ДУИ би била една работа. Дали партијата ќе продолжи со или без Али Ахмети? Ако продолжи со Али Ахмети, сите шминки кои настанаа внатре ќе бидат козметички, затоа што низ годините тоа што противниците на ДУИ се обидува да го направат една демистификација на ликот, вредностите и да кажеме честност, условно речено, на Али Ахмети и тие околу него, се испостави дека не вреди и тоа беше една од главните причини зашто луѓето воопшто изгубија некаква надеж, затоа што сватија дека бабушот, дека главниот всушност не толку фино, културно или не се вмешува политика, само пратеник е кој не доаѓа во собрание нели еднаш два пати годишно оди да изгласа нешто што е битно формално, а нели цело време зема плата како пратеник. Во континуитет веќе од 2002 година навака. Тој всушност е врзивното ткиво на тој политички субјект, затоа што без Али Ахмети ДУИ би се разделила на кланови на делови, што токму тоа од другата страна еден своевиден Али Ахмети од пред 20 години во Влен е Изет Меджити. Зошто? Структурата која е сега Влен беа луѓе кои беа силни во една локална територија или еден регион, а се обединија во еден политички субјект. Пример, Орхан Ибраими и некои други ликови беа силна опозиција во Чаир. Еден Билал Касами беше силен во Тетово. Еден Арбен Таравари беше силен во Гостивар. Од друга страна, една структура со Таравари и села беше силна во Кичево. Во Струга. Во Кичево беше Фатмир Лимани силен. Што се случи? Цела таа структура на некој начин ја спои во едно, Изет Меджити, а со тек на време дел од овие играчи што ги кажуваме, вклучувајќи го и села и Таравари, го напуштија јатото, повлекоа дел од структурата, но базата остана во Влен.
И сега, каква случка имаме? Дуи е таа која е вон политичките токови, иако има некакво релативно силно гласачко тело, бројчено, но власта и мојкта реално е во рацете на Влен. И тоа е еден интересен пресврт, така да ќе видиме прашањето се кова. Дали ќе се бара условно речено потенцијален, затоа што е веќе во средни 60 години Ахмети, прашање дали ќе опстане на лидерската функција и ќе направи чистка под него, или пак евентуално тој би остапил, па би бил некој почесен или било што, и со некои исти или други ликови би се настапило напред. Прашање да видиме што ќе добиеме на понудата и дали од партија која сакаше да стане зелена, европска зелена партија и да промовира еколошки вредности, еколошки стандарди, така во еден период тргнаут и нели целта им беше Зелената агенда. Не, ама знаете што беше целта? Тие беа целта ни една од етничките албански партии во Македонија, пи добар дел од другите партии не се дел од политички интернационали. Најсилна политичка партија која е дел од европско движење ВМРО-ДПМН, кај во центар десните партии, СДСМ е членка наблюдувач и евентуално во европските партии некоја форма се вклучени Левица и ЛДП. За другите партии, албанските етнички партии во Македонија не се вклучени во ниедни европски токови. И желбата тоаш на Дуи беше да се интернационализира како политички субјект и некој им предложи да пробаат како зелена партија, што метафората зелена малце носи во некој друг правец отколку еколошка, ама тоа е веќе друг муабет, така да ќе видиме во кој правец самите ќе се насочат. Како коментирате тоа што Алијанса за албанците излезе од коалицијата НАј, од Дуи вела дека не се загрижени за излекувањето на Алијанса на албанците од коалицијата, но од друга страна ова и покажува одредени поместувања кога станува збор. Имаат 5 души, мислам дека веќе имате пратеничка група. Оние своји 18 пратеника, тоа само ги демистифицира дополнително Дуи, затоа што Дуи цело време велеше дека има повеќе пратеници од Влен. Во основа Влен нема повеќе пратеници ради една просто едноставна причина, затоа што пратениците на Дуи во таа коалиција се само 10. Значи, реални пратеници на Демократската унија за интеграција се 10. И во една таква ситуација Влен испаѓа дека има повеќе пратеници од нив. Доколку Алијанса, оваа Алијанса што е на Зијадин Села, кој пак рече дека нема намера по ниедна основа да дозволи да им се приклони кон нив Арбен Таравари, има пратеничка група, има посебни права, посебни бенефиции, но истовремено пак ќе кажам ги маргинализира на некој начин сами Дуи со нивното тврдење дека се најбитна и највлијателна партија, но исто така е можност да се изборат они за својот паѓачки идентитет, затоа што тие беа самите како такви убедени дека благодарение во соработката со Дуи, од кога се издвои од Влен како структура, дека ќе однесат победи на многу места, никаде не однесат победи. Не знам од тие 6, 7 или 9 колку се градоначалнички места во главно во рурални средини кои ги освои, кажете го, Дуи, колку од тие како такви се од партијата на Села. И моја предпоставка дека Села со овој маневарски простор би сакал во јавноста, нели во медиумските настапи, да не му стои на Наи или Аки или било што, него да го потврди брендот на Алијанса за албанците, а и да го издоминира исто така и Таравари, да го маргинализира него во целата таа состојба, но и да се обиде да биде некаков си трет фактор кој на потенцијални наредни парламентарни избори не би станал партија која е вонпарламентарна. Затоа што доколку тој не се стабилизира и не се испори за место под сонцето и не го врати идентитетот на Алијанса на албанците која он би сакал да ја води, тогаш сосема заверување дека на наредните парламентарни избори он ќе има пратеници толку колку што ќе му даде Дуи, или ако Дуи реши да ги откачи да нема воопшто. Така да ова е виден негов маневарски потек, гледате дури он вели, ако ме сакаат во владата, за да го зајакне или Бадинтер и да се добие целосно, апсолутно мнозинство, значи и двотретинско, и просто 61, и двотретинско 80, но и Бадинтерово за да го има, вика, јас поставам 3 услови. Секако дека тие 3 услови нема, барем не за да се удоволи Зијадин Села да му се удоволат, но тој на тој начин со тие изјави и тие ставови се обидува стартно во етничко-албанскиот кампус да се факторизира.
Ајде да и знам би имале, нели, конгрес, кај знам што очекувате? Па после конститутивниот ова им е прв конгрес, тоест втор. Ако би рекле, првиот им беше конститутивен. Ова се први локални избори на кои тие учествуваат. Тие се партија 2 години стара, официјално, така како земеме. Предходно Максим Димитриевски на изборите на предходните парламентарни излезе како независен кандидат. Пред предходните беше кандидат на СДСМ. Така да вештина е, прво, тој нема тие кандидати многу. Има 2 кандидати, едниот беше во Скопје, во центар, загуби Миро Лабудовиќ, од Горан Герасимовски од СДСМ, во Куманово Максим Димитриевски победи, мора му се честита, мислам, пред се на изнадливоста и кажете го начинот на успех да тој биде во победничката, тоа единствено Македонија успеваше Стефчо да го прави тоа, со 10 различни комбинации да победува 4-5 пати. Не покажаа некој голем раст, поточно имаат и пад во бројките. Ако земеме сега според советнички места, со оглед дека само 2 кандидати градоначалници имаше, но тоа е и реално за очекување, затоа што во локалните избори луѓето неретко гласаат, барем советничките листи која се гледа и кандидатот, се гледа и носителот и се, но гласаат за опробана комбинација или гласаат за табори. Знам сега, ако ја третирате како опозицијска партија, не е опозицијска партија, ако ја категоризирате како владеачка партија, тој што гласа за владеачките, по некаков дефолт гласа за најсилната. Така да, солиден резултат испорача, 30.000 гласови, значи не некој сака да ги вулгаризираат бројките, па ќе кажа дека е преполување, но пак ќе кажам, парламентарните избори се друга игра. Мислам дека извлекоа солиден број на гласови. Треба да поработат на одредени структури во одредени општини, тие во добар дел се своевиден дериват, да кажеме, на СДСМ, имаат и нови лица, имаат и појачувања, солидни кадри пласираат таму каде што им е дадена моќ во извршната власт и делумно локалната, така да тие треба да воопшто не се сомневам дека Максим Димитриевски ќе остане нивен претседател, но мислам дека ќе имаат своевидно освежување, да кажеме, или појачување со кадри и можеби нови лица кои би се експонирале во периодов кој предстои. Што очекувате од друга страна од Конгресот на ВМРО да помане? Па очекувам промени во сите структури, не очекувам некои драстични промени, но очекувам промени пред се таму каде што ќе се процени дека одредени, да кажеме, кадри или се презаситени, или пак тоа е лимитот. Има резултати, пак ќе кажам, ако земеме и од парламентарни и од локални избори, каде што се гледа голем раст, голем напредок. Има места каде што се тапка во место, има негде разочарувања, негде можеби ќе има и пермутација. Значи, како да ви кажам, слично како во спортот. Некој можеби од среден ред е подобро да е во напад, некој да се врати во одбрана, некој можеби да стане голман, некој можеби сам ќе се повлече, така да некој прашање на истрошеност, на isforsираност, така да очекувам да има и изненадување, очекувам да има и нови лица, но реално конгресите на ВМРО, поготово кога се победува, знаат да дадат освежување и знаат реално да бидат тргнати. Е тежок збор, но да им се биде заблагодарено на тие кои реално не можат да дадат повеќе или немаат добри перформанси. Очекувам отчетност и очекувам објаснување и визија што можеме да очекуваме пред се во наредните 2,5 години до следните парламентарни избори, затоа што, да бидеме искрени, ние се вкупната јавност има големи очекувања, барем после победата на минатите парламентарни избори. Отчета мора да се даде и во сферата на владење на правото и тоа што реално во државата се кочи, тоа е обвиненијата кон многумина за злоупотреби, но и финализирањето на што севкупно и премиерот го потенцира проблемот со севкупната судска власт. Сега да видиме колку претходницата на сето тоа ја одработила задачата, за да обвинителството и судството може да финишира. Ке позборуваме за обвинителството и судството, но дека сме кај
кај ВМРО ДПМН и кај оние реформи кои што се најавени. Премиерот Мицкоски денеска присуствуваше на самитот за лидери на Западен Балкан, да, каде што беше еврокомесарката Марта Кос. Меѓу другото беа упатени пораки од страна на комесарката дека Европа не чека и дека на вистина очекува да продолжи реформската агенда и дека убаво би било сите земји заедно да продолжат понатаму, иако не си имаме други проблеми кои што за жал се од билатерална основа, но на интервју кое што го имаше премиерот Мицкоски на прашањето поврзано токму со реформите, појаснува дека Македонија останува на реформскиот пат и на она што значат реформи на долг рок, но дека за жал повеќе од 20 години сме во чекалната и за исто така тоа е како резултат на билатералните спорови кои што ги имаме, но нашата историја на отстапки во суштина не ни дава простор да во суштина покажува едно лошо поведение. Ако еднаш сте направиле отстапка, веќе покажуваат одредено поведение, но фокусот вели остануваат реформите. На тоа се концентрира, на реформите и на она што на вистина ни е потребно, а тоа во суштина беше пораката на Марта Кос. Како би ги коментирали едните и другите пораки и сето она што се случуваше на самитот за лидери на Западен Балкан? Па ако ќе бидам конкретен и директен, Европска унија реално кога ќе реши да не прими, ние ќе влеземе. 25-30 години го залажуваа народот со одредени тематики кои се политички одлуки. Променете го уставот, преамбулата на уставот, сменете го знамето, сменете химната, сменете го барањето за национални малцинства во суседните држави, прифатете го рамковниот договор, направите нова територијална поделба на државата. И ние цело време сме под притисок и под стрес дека со политичка одлука ќе завршиме нешто. Ние тужевме Грција и добивме на суд. И пред судот за човекови права во Страсбур. И тоа нас ни одговорија да, правно вие сте во право, а моје прашање на политичка одлука. Сега ќе освртам обратно. Нас цело време од нас барат политички одлуки, од нашето политичко раководство, кое и да е низ годините, и ние носиме политички одлуки, и на крајот ќе ни пратат некаков еврокомесар, некаков си амбасадор во државата, и секој пат, барем вие знаете низ годините и вие сте се шлифувале да препознаете, секојаш различна држава, различен амбасадор е бос во моментот. Обично некојаш американецот, некојаш британецот, некојаш французинот, обично тие се ротираат, тук таму е понекогаш германецот, секогаш има некој шпиц кој е главен, кој ни ги поставува или презентира условите за тоа каде треба да се прилагодиме. И од кога ќе направиме се во дадениот момент, тој ќе каже да, ама не заборавете вие. Што да не забораваме? Па на копенхагенските критериуми и не заборавете, имате проблем со екологија, имате проблем со владење на правото, Значи, во основа, нас ако решат да не примат, загаденоста и се школството, корупцијата. Значи, нас, само вратете ги пораките, ќе сватите. И сега, што имаме ние на тацна? Имаме тацна уште еднаш, по 15, 20 или 30 пат, да се понижиме, да направиме отстапка без другиот да мрдне ниту милиметар, а пак да не добиеме ништо и само да добиеме уште едно внатрешно системско роварење, а после кое повторно ќе ни дојде некој како Кос или како фон дер Лајн или било кој од представниците или ќе ни каже да, но каде се загадувањето, каде е екологијата, каде е школството, каде е... И државата што одлучува да прави? Државата вика, сакаме црвени линии, сакаме гаранции, сакаме потврда што како, а ние во меѓувреме како влада ќе работиме на себе. Ќе работиме против криминал, против непотизам, против злоупотреба, против организиран криминал, против се, и нема тоа да го правиме за вас, ќе го правиме за нас. А во Европска унија ќе влеземе сите на купче кога вие ќе решите, и оно е малце фарсично кога ми кажат тие до 26-та, тие до 27-та луѓе. Пред дури оне брз воз кој го најавува 2030-та, не верувам дека ќе се случи. Реалната рамка е 35-та, затоа што е најавувано од многу луѓе многу пати.
И во таа рамка ќе влезат сите. Луѓе, Србија преговара 13 години. Вие сега да ми кажете дека Албанија за година и пол, за 2 години, Албанија претрка Србија? Црна Гора преговара 14 години. Се сака да ми кажете дека Албанија претрка Србија? Луѓе, полека се. На Србија се знае што е камен на собнување. Целосно признавање на независност на Косово. Се друго прогледуваат низ прсти. Во Босна, што им беше камен на сопнување? Еве Додик на некој начин го тргаат, го маргинализираат. Функционална ли е државата? Или ќе остават како тумор, така да седи? Значи ќе влези Србија, ќе влези Црна Гора, еве и Албанија, и што ќе ги основат? Босна, Косово и Македонија надвор? Нема тоа да се случи. Да, бидејќи и самата комесарка е да го прокоментираме, вели дека прашањето за проширување е се повеќе поврзано со безбедноста. Аха. Како што влегоа кој? Бугарија и Романија, така? Пред 20 години. Затоа што им требаше излезнат Црно море, им требаше да ја затворат целината со источниот блок и Бугарија и Романија ги примија без никакви критериуми. Без апсолутно никакви критериуми. Романија, јас како личен сведок кажувам, пред 20 години Романија кога влезе во Европска унија, јас сум бил во Романија, во Букуреш неколку пати, тоа ако е земја членка на Европска унија, јас реков ја ваму не ќе да влезам. Значи тоа може хаос невиден. Да, низ годините они се средија, па нели има познати обвинителки, таму челични леди, господја Макове и уште една друга, како беше, ја заборавив на име, кои беа челични леди, па ги апсеа, ги гонеа луѓето, секоја чест, браво. Бугарија смени еден куп влади, и тие се... И не гледаме дека сега нешто им е... Па, видете сега, видете на средбата ке Путин кој беше. Тој што е најрастечка звезда во политиката, Костадин Костадинов, отиде на баци рака ке Путин, а тој е растечки политички субјект и најхардкор антимакедонски. Така да, што велите, какви да се промените, не цветат цвеќе баш и кај нив многу, барем со луѓето, еве, ги снема ВМРО БНД на Каракачанов и на другите, ама еве сега Костадин Костадинов добива сила, што е некоја може поекстремна форма, така да не знам и тие кај тераат. Ке продолжиме секако да прокоментираме и делот на судството и сето што се случува, но ќе направиме кратка пауза овде за реклами, се враќаме за многу кратко назад во студиото и ќе продолжиме со разговорот во студио. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со Александар Ристевски. Една од најзначајните и најцентралните теми периодов се наметна да е темата за платите на судиите. И бидејќи во првиот дел од разговорот го начнавме делот поврзан со судството, да, би сакала да ја прокоментираме и оваа тема, бидејќи се уште е актуелна. И сега колегите од МИ, од Македонската информативна агенција, направи една интересна анализа која што би сакала да продискутираме во однос на висината на платите и останато. Сега, оно што го пишуваат е дека вела дека значаен дел од судиите во основните судови земаат плата од 86.000 денари месечно, но состојбата не е таква во апелационите судови и Врховниот суд, каде што платите достигнуваат и до 120.000 денари, што во суштина е 2,7 пати повеќе од просечната македонска плата. Направиле споредба со Германија, каде што судиите почнуваат со плата која е 1,1 пати поголема од просечната плата во Германија, што би одговарало на плата од околу 50.000 денари во македонски услови, мајќи ги предвиднели и нашите. Ова зборуваме за Германија, така? Сега, ако во нашата земја располага со околу 22,3 судии на 100.000 жители, овој број е над европскиот просек, значи има поголем број на судии во однос на тоа што значи европски просек, кој изнесува околу 21,9 до 22,2 судии на 100.000 жители. Сега, на 100.000 жители во Германија има 24,7 судии, што е многу близко до оно што сме кај нас, додека пак Данска има 6,5, Исланд има 16,5, Малта 9,0, Норвешка 10,5, Шведска 11,5, значи ние сепак имаме драстично поголем број на судии по однос на 100.000
10.000 жители. Што мислите по однос, знаете, ако земеме предвид дека голем број на случаи застаруваат, па се зборува и за потребата за поголем број на завработување на судството, па висината на платите, но еве ја зедов дел од анализата на Македонската информативна агенција, чисто за да направиме една споредба, бидејќи колегите веќе ја направиле. Јас многу често знам играње со таква весела математика и тоа е интересно кога се прават, нели, јас на едно интервју го гледав новинарката Стојановска на Телма кога го интервјуираше премиерот, проба, нели, да протурка или подтурни некои бројки компаративно што е како е. Премиерот мислам дека прилично вешто и одговори во смисла околу процентите на државите, па после почна релативизирање на исто како е. Затоа ви велам, веселата математика или играње со бројки не е секогаш толку паметно, тоа е исто како со играњето со историјата. Ние антрополозите викаме има нешто што се вика историска конотација. Добро, но е извештај на само да поентирам. Историската конотација може дедови ваш да го пишале бугарина, ама да видиме како го пишале. Или го пишале Југословена, ама видиме зошто се пишал. Значи дали претходно 10 пати јадел ќотек, го избркале од работа, имал некаква репресија, ако ме разбирате, или немал можност да се пиши друго освен тоа што бие. Така и во статистиката, НБА лигата и американските спортови се прилично релевантни, а истовремено па како и основа за исмевање на многу нешта. Зошто, еве сега пример ќе кажам. Вие можете да извадите статистика на играч кој игра во најлошата екипа во НБА и да го прикажете дека е најдобар и подобар од оној што има шампионска титула. Ама во реалност овој што победува и што својува шампионска титула е дефинитивно подобар од тој најдобриот играч што игра за најслабата екипа. Пошто што игра за најслабата екипа, тој има само статистички податоци. Да се вратиме на поентата околу судиите. Каде сакам да поентирам со поентава или со вртење во што го правам. Не е проблем дали колку судиите земат плата. Дупло нека им дадат. Јас се согласувам дупло да им дадат. Значи тој што зема 80.000 плата, 160 да зема. Тој што зема 120.000, 240 да зема, тој најплатениот судија на Врховен уставен не знам кој суд, што бил поплатениот премиерот што земал 180.000, 360.000 да земе. Ама доаѓа една битна работа. Ајде да провериме кој што сработа. Ајде да видиме колку од тие судии донеле ништовни одлуки. Ајде да видиме колку од тие судии донеле одлуки кои паднале на Европски суд. Ајде да видиме колку од судиите, првостепените одлуки, им паднале второстепено или им паднале на апелација. Значи, ние сега не правиме муабет само околу платите. Да, постојаното цицање, постојаното барање, повеќе пари. Јас се согласувам дека судија треба да квалитетно живее, убаво да е платен, ја не верувам дека судија во слободно време треба такси да оди да вози, или топ шоп да работи, или не знам што. Треба да е квалитетно платен, квалитетно да живее, но ајде на мерит критериум, мерит систем, колку судии во задниве 10 или 20 години добиле отказ процентуално. Колку од нив одговарале, дали може да судството дозволи да се укине она ставка дека судиите можат и да одговараат. Кај нас, пример, нема одговорност. Ке донесиш лоша одлука, судијата не сноси ни морална, ни етичка, ни кривична одговорност. Морална и етичка може пред огледало или може би после судски совет некако да го дисциплинира или спушти некој ниво пониско, но кривично не одговара. И сега ние се доведуваме во ситуација судството да влези во војна со централната власт и законодавната. Зошто? Затоа што бара поголемо купче на пари од самиот буџет. А доколку тие, како систем, како трет столб на власта, се систематизираат, ги унифицираат местата кои им требаат, ама реално им требаат. Не да се вработи братучедот и внукот и другарката и братучетката. Оти постојано, пример, јас слушам дека во судството нив им фалат, како ги викаат, стручни соработници, така, правници, кои помагаат, кои им ги подготвуваат случаите и работат нив. Примете судски соработници. Па вика, немаме пари. А што се имате вработено? Па има 20 чистачки, 30 чувари, 15 дактилографи. Бе, луѓе, осовременете се, 21 веќе, и ајде реално да видиме дали и во нивната фела, значи воопшто во целиот судски систем, има потреба и за рационализација.
Јас сум сигурен, не мислам, предпоставувам, но убеден сум дека кај нив ден денес има некакви курири, некакви кафекуварки, некакви своевидни измислени работни места, само некој да се згрижи, а реално во 21 век не им се потребни. Или може некоја агенција или некоја фирма да го сработи тоа за 5 пати помалку пари. Па ако се намалат тие пари, може би ќе влезат 50 нови судски соработници. Значи, не може поентата, не може државата да оди на призма и судскиот систем низ призмата само пумпање по секоја цена и барање на буџет кој нели треба да е самостоен и самите да си го трошат, а не влечат никаков реал. Оти видите пример, има западни земји, поготоа Америка, еве и обвинителството слично да го спомна, во Америка обвинителите одат на, кажете го, на гласање. Треба да си се кандидира пред народ да искочи да го гласа, па да видиме кој ќе биде обвинител. Кај нас политички договор, партиите ќе се договорат, па ќе извршат некој внатре влијание и ќе го изберат 6-тиот кандидат или 8-тиот или 10-тиот. Значи, ние одиме пак по картата на влијание и на крајот се сведува за пари и борба за моќ. Значи, мора да има отчетност во секоја, затоа што политичките партии или премиерот која води државата, тој мора да направи отчет на потрошеното. Прави отчет пред собранието, прави отчет пред граѓаните. Другите еден куп делови од општеството, посебно судската власт, каде ние ја гледаме нивната отчетност. Така да, во таа борба за проценти, во таа борба за плати, јас се согласувам дека треба да бидат платени, али ајде да видиме што. Второ, мандатите дали се доживотни? Врз основа на што? Колку често се случува. Дали може, пример, судија што го избрале на 36 години за судија, што до 64, до 67 ќе биде судија цел живот? На Запад, јас колку што знам, во судење си има одреден период. Ако не успееш да се качиш нагоре, према апелационен, према врховен, према уставен, према повисоките судски инстанции, после одреден период, 7 години, 9 години, 2 пати по 5 години, се враќаш назад во струката, нели? Стануваш адвокат, стануваш, водиш бизнис, водиш. Ние имаме ситуација, одиш на академија, ќе те пројдат еден за судија, еден за јавен обвинител, имаш 34, 36, 38, 29, 42 години, си го бетонираш местото и тераш. Не оди така, јас. Затоа тоа се и во многу стручни други фели, јас можам да зборам еве и за сфера на култура и за сфера на здравство. Луѓе, значи, во професионалниот аспект на работењето, ти мораш да имаш. Да, мораш да имаш раст, но ако немаш раст, ако стануваш медиокритет или даваш лоши резултати, може да има крај на кариера, ништо не е вечно. Ова, кога ќе го зборуваме, заедно со платите и се останато, тогаш може. А само зборување за плати е фарсично и не оди. Значи мора да има и стап и морков. Да, последно еве на вестите, баш тоа што го видовме додека нели чекавме да започне емисијата, беше судењето на Веаполска, која што буквално со години немаше закажано рочисти, конечно по притисок на јавноста, еден таков неверојатен случај каде што и се извадени 2 здрави органи, беше оставен така буквално да седи во соодложување, тоа може да трае и така застаруваат голем број на дела, заборавени. И тогаш кој одговара? Да, тоа е. Што работи обвинителот, што работи судијата. И во многу јавни настапи јас имам речено, престанете со колективна одговорност. Одговорност има име и презиме. Случај ако застари во нечија фиока е. Не е во фиока на судот, во фиока на Трајче, на Петко, на Станко, на Блерин. Значи во нечија фиока е. Ајде да видиме во чија фиока е. Тој што чува во фиока, црвен картон. Чао. Ако направи поекстремно, црвен картон и кривична. Па не може играње, луѓе, не може да си играте вие со човечки судбини. На крајот на криштата, народот и пред година и пол, и пред 10 години, кога излегуваше на улица, имаше мото. Нема правда, нема мир. Кога правда ќе добиеме? Правдата делумно може да влијае врз незе централната власт. Правдата во основа е во право во рацете на судската власт. Кога сме веќе кај правда, нешто што сите го очекуваме е да излезе на виделина правдата и да навистина да видиме кое е разрешувањето на судскиот процес за пожарот во дискотеката во Кочани. Судскиот процес кој што започна пред некој ден. 10 обвинители има, следно рочиште ќе биде на 25 ноември, кога пак и се очекува дека навистина можеби не ќе може веднаш да почне, зашто ќе треба за иземените докази да се изјаснат одбраната и обвинителите, но тука народот мислам дека ќе биде клучен момент да видиме каде стоиме со тој дел од
од државата, односно како веќе ни тука ќе покаже каде сме, односно ова мислам дека ќе биде клучно, иако самата судивка вели дека не може да каже колку долго ќе трае и тоа е Рече нормално. може 5 месеци, може 5 години. Да, не може да знае колку долго ќе трае и тоа е во ред. Но веќе имаме и други, односно двајца контролори од службата за даночна контрола, имаме кривични пријави за нови луѓе, имаме спојување на обвиненија, се очекува малку да биде поголемо, но мислам ќе се согласиме дека ова ќе биде клучен момент, бидејќи видовме како завршија судските процеси со пожарот за модуларната болница, За Дурмотурс. за Дурмотурс. За Бесет Травел. Да, значи имавме ред по ред трагедии кои што за жал не видоа светлина на денот да ја чекаат правдата. Затоа што условно доказите или контактите влечат до некои луѓе кои не треба бидат чепнати. И ако се чепнати тие, ќе бидат чепнати други. Тоа е затоа што има верижна реакција. Слушај вака. Јас во задниве неколку месеци кога видов како се тера постапка и се, може ќе разочара многу луѓе, ама јас стартно бев скептичен, комуницирав и со еден пријател судија и ми рече една ваква работа. Вика, многу често сите ги напаѓаат, девалвираат и понижуваат судиите. Ама да знаете, судијата не треба директно да завзема страна и да форсира, вика, во еден случај, а многу е битно каков обвинителен акт има. Значи, ако некој извршил убиство, а вие го гоните за собрекаем прекршок, јас за тоа морам, вика, да го судам. Ние барем, еве и ти си сведок и инволвираност и ги знаеш некои работи, знаеш дека во зависно од тоа каков е обвинителниот акт, повторувам, а тоа е многу битно, дел на обвинителството, значи ние често зборуваме за двете, но се ајде да ги поделиме како елементарно битни. Така се. Ако обвинителството, кој исто така сега се прават обструкции, државата да не може да влијае врз нив, а тука е фарсично затоа што во основа обвинителството е експоненција на власта, на извршната власт. Доека судството нели треба да е самостојно, независно и се. Сега, ако тоа обвинителство не направи квалитетни истраги, не презентира, не создаде и не изџвака докази, мене луѓе од судовите ми имаат речено, постапки може да траат 3 рочишта, 2 рочишта. Ако е добро убаво срочено обвинителниот. Ако е се соџвакано, наместено, доаѓа и вика, еве камера, еве го Станко. Еве го Петко, Станко на Петко, тоа и тоа, камера се гледа, тоа е со лик, скен, вако, во она, отисоци плюс, тоа во она, тоа е тоа. Нема овој што да брани. Еве, нека испрашува 20 сведоци. Значи, обвинителството ќе заврши работата во едно рочиште, ќе презентира се и после одбраната му останува само под наводници да измислува одбрани. Ако е се спакувано кој што треба. Така да колку да сакаме ние генерално да вршиме притисок врз судот. Добро, ама бидејќи се ако гледаме дека мене начинот на кој ја тера постапката обвинителството, јас пак ќе кажам не сум за конкретниот случај, јас не сум правник и малку лаички настапувам, но со самото тоа што 15 луѓе од обвинителство го излагаат истото, со самото тоа што обвинение на 30 и нешто физички, не знам колку правни лица и се на купче топтан се гони, според мене не е логично. Според мене. Од тие познавања ја што ги имам. Многу попрактично ќе беше да се поделат обвиненија условно речено тематски или таргетски. Значи, самата вечер, што се случува самата вечер? Обвинение, дополнително. Кај е пропуст во системот во, не знам, издавање дозволи, немање ово. Трет случај. Каде инспекцијата да провери зошто пред една кава врата се влегува, не двокрилна, зошто задната врата е заглавена, зошто горе има место еден материјал, друг материјал, кој потпишал и зошто потпишал. Четврто обвинение. Кај е полицијата, кај ова? И доколку тоа беа 4-5 различни случаи со различни обвиненија, кои може би различни суди ќе ги возе и различни, кажите го, процеси, можеше да се случи 2-3 или еден на друг да бидат ништовен. Вака, како што е сега составено, масовно големо судење, мене ме потсеќа на она со патарините што беше пред 15 години, траеше со години, или како од друга страна, ние памтиме случаи, пример кај што беше фалсификување на пасоши пред неколку години, видовте како експресно го спакува тој случај. Значи ги натера виновниците да признаат вина,
им дадоа некои мали казни по 2 по 3 години или така нешто, иако може да одговарат за многу поголеми обвиненија. Буквално случајот направи така со поситно обвинение, со признавање, помина неколку рочишта, осуден, готово. Штом тоа помини, ти не можеш пак да го отвораш случајот. Поминал, добиле, се изрекле казни, тоа е тоа. Значи, тоа докажува дека некогаш власта тогашна која беше, иако е во спрега со одредени луѓе, дека одредени случаи кај што условно мора да се признае вината, може да ги спакуваат, да ги... Сега мислам дека ќе се тера и ќе се влечи за жал и за штета на народот. Тоа е една огромна трагедија. Јас морам да ти кажам дека тој ден, кога мислам дека сите бега од било какви изјави, јас на вашата друга национална телевизија, нели, буквално нивниот главен уредник, буквално ме скорна од дома, јас бев сите бевме потресен, уништен, ми се... Па и кај тебе гостов, само неколку дена после тоа, ако се сеќаваш, настанот се случи во недела са бајле, сабота према недела, јас во петокот кај тебе бев, после само 5 дена. Но во сама недела кога бев на телевизија, јас не знам како се прибрав, 20 на 30 минути да зборувам и токму тоа го посочив. Дека мора некои работи да се дадат за пример, не луѓето виновниците не да се казнат драконски по секоја цена, но мора да се лосира вината. Се повеќе имам впечаток дека многу често во оние втори и трета ешелони дека постојат спрега меѓу луѓе кои секого би можел за нешто да го повлече надолу, ако ме разбираш. И имам впечаток дека секој кој може и кој на било кој начин бил инволвиран во изигрувањето на системот, дека на себичен начин се брани себе си. И токму поради тоа целиот систем, целото наше општество страда, поради тој клиентелизам. Споради да наплати ситно, да наплати, ај потпиши ова, ај среди ова, се знае тоа што според закони се, Анастасија, воспоставени критериуми. Чашава мора да е од фајанс или од порцелан. Мобилниот треба да е ваков, ова треба да е плексиглас. Ако не е, не смееш да го потпишиш, не смееш. На крајот на криштата ние се сеќаваме за одредени објекти од Скопје 2014 занимава министри и премиери, а на крајот јас имам посочено неколку пати. Одговорноста знаеш ли кај е? Во надзорот. Надзорот потпишува што е вградено. И со мене луѓе кои се граѓевинци ми се љутеле за коментарот, ама чекај, ти си потпишал дека овде има нешто што нема. А зошто тој потпишал? Па затоа што му било вносно. Ама после кога се открило дека е нешто, ја вината ја префрламе на некој друг. Не може така. Не можеш да префрлиш вина кога си сам виновен, барем биди голем, признаја вината и сноси ги последиците. Значи, ако си јадел, се разбираме. Можеш и стап да јадеш, така да, тоа е тоа. Да. На интересен начин ги објаснувате работите. Колоритно, беше занимливо и интересно за гледачите. Ви благодарам многу за вечерасното гостување и за анализата која што направивме на повеќе теми. И мене беше задоволство. Благодарам. Почитувани, тоа беше вечерасното издание на За или Против. Јас ви посакувам да имате убав остаток од денот, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!